Но се декларира како зелена партија, но изгледа дека се вратија на старите нивни добри патеки, се работи за господинот Али Ахмети, партијата ДУИ, каде што вели дека тој ја расторил Југославија, самиот ја расторил Југославија, поранешната држава, и дека доколку излезе на улица не би се вратил дома. Што сака да пренесе со оваа порака? Политичарите обично него нешто многу прокоментираат, така чисто некој спомна по збор 2, ништо конкретно. Вие него осудивте, може еве сега да спомнете кој е вашето мислење околу сево? Ова е трагедија наша, 35 години се повторува. Али Ахмети кажал вака, Али Ахмети кажал онако, овој го направил, ова оне го направил. Ти викаш не политичарите, напротив, баш читав, сите почна да коментира, да кажува дека како не ќе го спречеле, не може ништо да направи, неговото време помина и така натаму. Ни Али Ахмети ја растури Југославија, ни можеше да ја растури, ни никој, значи еден човек не може тоа да го направи. Тоа си го кажува во негов контекст и тоа е негово право да си кажува што сака. Ние не прокоментиравме, бидејќи ова е стварно болно и глупо да коментираме секоја изјава на политичари. Поготово политичари кои што со години, децении ја водеа Македонија во пропаст. Ние немаме време за тоа. Ние се фокусираме да комуницираме со граѓаните, со народот на Македонија, да ги запознаеме со нашите идеи, нашата идеологија, нашата програма и да им кажеме дека ние се бориме заедно со вас, ни треба вашата помош, народе на Македонија, да ги промениме овие работи на подобро. Луѓето како Али Ахмети нормално сакаат цел живот да бидат на власт и не е логично да бидеш цел живот на власт, но кај нас за жал, како што кажа улицата кај тебе отворија, поставија бекатонски тротоари и асфалтира после 30 години и го пречекаја. Бидејќи тие луѓе се радуваат на мали работи. Ние треба да се радуваме кога ќе се отвори нека огромна фабрика, кога ќе се отвори огромна болница, кога ќе се отворат огромни, да речеме, асфалтни автопати, кога цел град ќе ни функционира, кога во Скопје и другите градови ќе имаме неверојатно прецизен и квалитетен јавен сообраќај. На место да возиме со коли, и јас ми е преку глава да возам со коли, во сообраќај да влегувам, и мене поварно ми е, ако има повеќе автобуси, да има повеќе линии, не само да има на главните булевари линии, туку и да скршнуваат лево-десно за луѓето да доаѓаат поблиску, бидејќи не секој може да пешечи 1 километар или 500 метра. А немаме видено некој политичар во автобуси да се... Па види, немате видено и нема да видите, бидејќи овие имаат многу пари, така да ги користат колите на кога се на власт, се разбира, на државата и на шоферите и од понеделник до понеделник. Така да по моја приказна за Али Ахмети нема ни да коментирам, нека си кажува човекот што сака, нека си кажува. За жал, многу од политичарите излегоа, коментираа, бидејќи нема друго што да кажуваат, фактички да го скренат вниманието. Наводно, овие политичари нешто што коментираа за него, или што ќе коментираат и што посветуваат внимание што Али Ахмети кажал, е нешто што тие нема на друго што да кажат. Ние како демократи, јас како председател на политичката партија Демократи, не се занимавам со Али Ахмети. Јас гледам, како што ти кажав, да дојдам што поблиско до народот, што повеќе граѓани на Македонија гласачи дознаат дека постојат демократи, што е нашата филозофија, што е нашата идеологија, што е нашата програма. И да дознаат за нас како луѓе нашата биографија. Само така можеме ние заедно да работиме со народот на Македонија, со гласачите и да ја спасиме оваа држава. А нема приказните на Али Ахмети да ноднесат исто, бидејќи се повторуваат и секојаш пред избори или кога се надвор од власт, тие тогаш знаеш самио дека
се трудат да скренат внимание. Покрај тоа што дуи има 18 пратеници, тоа не е мал број, сепак е голем број, тие можат во собрание да се борат ако стварно сакаат да се борат за доброто на Македонија. Јас секогаш викам, демократи ќе коалицираат со сите кои што сакаат да се борат за доброто на Македонија, за спас на Македонија. Но за жал, повеќето политички структури во Македонија, помали, поголеми на власт или што не се уопшто на власт, не се заинтересирани за тоа што ние сакаме да го направиме. Тие се заинтересирани што повеќе да седат на власт, да лапаат тендери, да плачкаат и да се богатат.